Здраво на сите. Јас се наоѓам во една библиотека во Шведска. Пред мене е историски атлас на свето. Денес е 15 февруари 2019 година. Кажувам ова дата затоа што пред неколку денес во Македонија се променува историското и државното име на Република Македонија со налепници, со печати, со на веб-сајто и на што све не. Се ќе разгледаме како изгледа еден историски атлас. Значи, ова е испечатен 1978 година. Сега ќе видиме како започнува атласо, историски атлас, како започнува свето. Овде немам држави. Еве, значи ова е околу 8000 години пред Христос. И овде убаво стои Македон култура, Македон.култура, македонска култура. Нема ништо друго. Еве овде, значи, во бронзено време. Еве, бронзено. И овде, ако може да се прочита малце нејасно, стои Македон.бронз олдер, значи во македонското бронзено време. На секој лист во атласо е напишана Македонија. Еве, ова е, значи, Персиското царство. Значи, тоа е 900 години пред Христос. Така. И значи нема на секој лист, значи на секое место на целиот денешен Балкански полуостров стои само Македонија, не стои ни една друга држава. Еве. Потаму ќе еве го сега, значи ова е. Еве, значи овде убаво да се расчисти сликата. Ова е кралството на Александар. Еве, значи на точно баш на секој лист. И точно баш на секој лист чекај да се ете. Еве и овде. Интересно е што низ целиот атлас до некаде до 19 век не се сретнува ниту една од денешните држави. Тоа ќе го снимиме, значи овде нема, во ово видео нема фотошоп, ова е све во живо снимено, значи без додавања, одземања, некои такви. Еве, значи. Еве, ја нема ни Грција, ни Бухарија, ни никој. Значи, овде уште се наоѓаме под Римско царство. Еве, значи, пак и ова е Римското царство. Така. Одиме понатаму. Овде се. Чекај лака сега. Значи не се сретнува. Значи цело време постојано имаме Македонија без прекин како територија. Е, ова е најинтересниот дел од целиот атлас. Овде мора да објаснам. Ќе зумирам вака, значи овде многу убаво јасно стои дека Грција е овој пожолтиот, темно-жолтиот дел е формирано во 1832 година. Додека овој посветло-жолтиот дел е 1881 година. Македонија си е горе. И се овде мора да, значи овде Албанија е запишана, ама ова е додаено, не оти постојала. Овде стои Румелија, а овде е Источна Румелија,
како држава 1878 година. А Бугарија е формирана, првата бугарска држава е во 1878 година. Така. Значи, тука кажавме за Бугарија во 1878 формирана. Ајде да видиме Србија, шо вели? 1817 започнало како одделувањето со борби со вана, 1878. После Србија се проширила 1800, еве и овде 78. Давамо, Монтенегро 1852 е како признаето нешто и 1878 е добила независност. Монтенегро исто значи и Босна 1878. Значи сите држави. А што е овде најинтересното кај денешна Хрватска? Што овој дел го добиле во 1816, значи ова е Далмација, а ваму горе Кроација. 1849-1868. Замислете две различни држави, Кроација и Далмација. Тука е интересното. Значи овде видовме. Така и сега ќе видиме, значи овде после на следната карта иди кога ќе се формира и Албанија и како ќе се раздели Македонија на помала. Сега ќе видиме, ќе најдеме и таа карта. Значи стигнавме до таа карта, че да се расчисти сликата. Ете. Се расчисте и еве овде значи немаме Албанија, одма донесе имаме Албанија. И тоа многу убаво јасно пишува. Само многу е ситна картата, мора да зумирам. Евака. 1912 цртичка, коса цртичка 13 Албанија. 1914 готово. Завршило со определбата со територија и со држава, знаме, граница и све. Македонија се простира од едниот крај до другиот. Бугарија 1908 година. Пиринскиот дел го зема 1913 година. Грција го зема 1913 година. Еве, значи. Истото се случува и со Србија. Еве. 1913 Срб. Еве и овде се проширва. И Монтенегро. Ајде така стојат работите. Ова е доказ, значи. И еве сега, значи, другата карта како изгледа, дека денешната територија на Македонија припадна на Србија. Овде ја гледаме Југославија. Све како што си беше, така си е запишано. И тоа е.